срцето на гостиварското новосело, среде тишината на планината и песната на ветерот, со години живееше скромно и честно семејство. Во старата куќа, со малку имот, но со многу љубов и сплотеност, Маринко, неговата сопруга и нивните две возрастни деца, Андреј и сестра му Јуле, го минувале секојдневието борејќи се со животот секој на свој начин. Живееле од социјална помош и од скромната пензија на Маринко. И токму кога мислеле дека тешкотиите се веќе дел од секојдневието со кое некако се справуваат, судбината им зададе уште еден удар. Еден февруарски ден, кога Андреј, седејќи сам дома, забележал чуден чад од таванот. Во само неколку минути, скромната семејна куќа ја проголтале пламените јазици. Кога отидовме да го снимиме, семејството се уште беше во шок и неверување. Во 12 часот. 18 февруари. Јас бев излез, мајка ми, татко ми беа полекари. Ја бев сам дома. Само имам 2 коња, една крава. Бев да ја нахранам стоката. И кога се вратив назад дома, не гореше ништо. Влегов, ставив во куњата, имаме шпоред, дрва и да ставам дрва овде. Запалив една цигара и ставив ногите да се топлам во ренглата. За едно 10-15 минути сетив дека е само мирис ба имат и почна да паја саѓи и излегов, отвори вратички имаше од четијата, го отворив, гореше само од овде до овде. Покривот. Почнав да гаснам со кофи, колку што можев да гаснам. Почнавме да гасниме со комшите, ми помогна мене. Ама не можам у вас никаде да ја заборавам. Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Му се јавив на татко ми и реков нешто горите. Толку можев да кажам. Можеш и да изгориш, Андреа. Фала му на Господ. Не го познав кога го видов брат ми, не знам што имаше, дали имаше нешто облечено, може некој му дал нешто. Јас се јавив од Скопје, пожарната ми рече дека Госпожо, обавестени сме во близина пожарната и... Па може ќе помогнев, човек се живи во надеја, како да речем, како се изразам. Ја мислам дека нешто ќе сторемам сега. Па ја мислам тоа е најбитно што беше дене. Со дено може да се бори секако. Што сте сите на број? Да. Можеше да биде уште полошо. Ама не можам у вас никаде да ја заборавам за тоа. Која слика? Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Какви се плановите? Имате ли веќе осмислено што ќе правите, кој ќе биде првиот чекор? Па има се води некоја работа, како да сум, да се почне, да се комплетира тоа сега, како ќе најпијат од општинава и да види со мајстори, со едно, со друго, како ќе таа работа. Не знаете ни колку средства до сега се собрани, а колку ви се потребни за да се доведе до таа сусеба во која што била претходно куќата? Па, ја колку што разбирам, сигурно 20.000 евра би коштало, ако не и повеќе, затоа што скапо е се, скапотија е, не се воѓа ништо. Во моментите на најголема тага, надежта се појави оттаму од каде што семејството најмалку ја очекуваше, од добрината на луѓето. Преку емисијата Срце на дланка, приказната на Трифуновски ја допре јавноста. И токму таа јавност, хуманите граѓани на Гостивар, локалната самоуправа, фирми, поединци, сите тие се здружија со едно срце и со една цел – повторно да изградат дом за ова семејство. Денес, само неколку недели подоцна, новата куќа е веќе изградена до карабина. Семејството е пресреќно и бескрајно благодарно. Велат, се што изгубивме, повторно го добивме преку човечноста на нашите сограѓани. Тие велат, од срце ви благодариме што не извадивте од пепелта, ни дадовте нов почеток, ни дадовте надеж.
Но патот до целосно вселување е се уште долг. Потребни се уште многу работи, од електрика, водовод и изолација до прозорци, врати и покукнина. Затоа тие скромно апелираат секој што е во можност да помогне со донација, материјал или занаетчиска услуга би им направил огромна услуга. Секоја помош, колку и да е мала, за нив значи чекор поблиску до нов почеток и повторно создавање на домот кој го загубија. Повторно сме во Ново село Гостивар. Пред еден месец, кога започнавме со историјата на Маринко Трифуновски од ова село, ви прикажавме едно семејство кое молеше за помош. Им изгоре куќата едно попладне и тие замолија за донации за да можат повторно да се вселат во местото кое што е нивното единствено живеалиште. Навистина за многу кратко време по емитувањето на емисијата Срце на дланка и нивната сторија, тие собираа донации, имаше навистина голем одзив, а денес дојдовме да покажеме каде отидоа вашите донации и што се направи до овој момент. Ке ги посетиме и тие лично да ни кажат колку се задоволни и што е следно во иднина што треба да го направат. Добар ден. Добар ден, здраво, добро дојдовте. Добро ве најдов. По втор пат се гледаме, иако во меѓувреме и се слушавме. Да. Вашата куќа изгоре во пожар, вие за среќа сте добро, но по емитувањето на сторијата веќе гледаме нешто ново. Нешто ново, Што да. се случуваше откако се емитуваше сторијата во Срце на дланка? Откога се емитуваше емисијава Срце на дланка, сме благодарни. Почна многу работи да оди сметката нагоре, имаше прилив на сметката, имаме пари за мајстори, преку фирми исто имаме прилив на пари, преку луѓе што можеле колку можеле приватно да пуштат. И изградена е куќата до Аран Капија. Гледате дека е социдана и покриена до покрив. За колку време? Кога почнавте да ја градите? За околу 23 дена. Тоа беше и веднаш откако ве е снимавме. од снимањето, да. Удма е почнато да се гради и добро одеше, состојбата беше добра. Од Дали- фирми имаме што ни помогна. Дали се нешто. уште има донации? Има донации, после емисијата добро не само оди убав прилив на пари. Сега колку што се може толку, не е нешто голема сума, али убаво. Сега за сега Доволно за да солидно. почнете За и да да... се почне, да и да се продолжи. Сега после ова градењево ќе почне и да се стават прозорите. Сега треба прво да се внесе струјата, електриката. Да, струјата, водата и прозорите. После од кој ќе се намести тоа, треба и зидовите, материја треба во куќата. Ти ете на лош начин ги научи овие градежни Ги, работи, да. нешто што можеби никогаш не те интересирало и си немала потреба да Па да учиш. не сме очекувале дека вакво нешто би не слашно баш Да. и во ова ладно време. Добро е што куќата е Али- веќе и покриена. Покриена е куќата, да. Баш во лош период, иако за лошото нема добар лош период, но во сред зима, во Сред студени зима. денови ве снајде баш неубава работа. Господин Маринко, и вие сте тука, еве, 2 месеци откако започна акцијата, откако ве снимавме и откако отиде вашата сторија во Срце на дланка. Дење ноќе сте тука околу куќата? Да, ден и ноќе сме тука покрај куќата. Вашата Работи. сопруга вели да не сте застанати, сакате да ја донесете нели во нормална состојба да може децата да ги вратите, па и вие да живеете како што нормално, живеевте и да, претходно. Што се работеше? Како сте задоволни до сега? А сега, од како вие бевте тука кога се снима емисијата Срце на дланка, па самите можете да видите дека многу е изработено, се е сработено ново, изидани зидовите, кровови е ставен, дојдено е до една димензија, сега више со струјата, имаме работа, да се постави струјата, вода, Прозорци? прозорци, врати, тие работи, значи че има уште да се работи.
има работа, да, иако јас бев изненадена кога ми ги испративте сликите дека до овој дел до покрив карабина е направено. Да, така. Да, верувам дека сте задоволни и сакате да се заблагодарите на сите оние кои што донира денар, 2, 100. Многу сме задоволни. Ако не беа тие донатори, немаше тоа ништо да биде. Беше како што и самите бевте во првото снимање и видовте како беше куќата. Сега е више во друга димензија. Се надевавте ли, верувавте ли дека ќе успеете повторно да кренете куќа? Не верував, да ви кажам најискрено, пошто финансиски не сме во можност да го направиме тоа, али фала Богу се јавија добри луѓе, ни помогна, ја со срце сум заблагодарен. Ако не беа тие луѓе, немаше ништо да се стори. Велат во денешно време е многу тешко да се работи со мајстори, да се прави куќи. Знаеме колку е се скапо и како одат работите. Ти, Јуле, задоволна ли си? Да, задоволна сум. Задоволна сум од сите што сме имале досега подршка. Благодарна сум на сите што ја гледале емисијава, што се јавиле, што не прашале, што ни донирале. Благодарна сум секако и понатаму ќе бидеме благодарни и ние и моето семејство. Верувам дека ќе се вратите во нормала, онака како што беше и пред несреќата и дека ќе го заборавите тој лош сон што се случи во февруари. Во февруари, да. Па негде 17 февруари, точно, денот кога ни се запали куќата. Ние не бевме дома со мајка ми. Да. Едно утро заминавме Скопје, мајка ми имаше некои испитување и татко ми исто. Брат ми беше сам дома. И се деси тоа многу брзо. Јас верувам во онаа старата секое зло за добро и верувам дека ќе бидете посрекни во новата куќа, во новите соби, да започнете еден нов живот. Дај Боже и тука да растете и внуци, утре убави моменти и да убави спомени да правите. Да, така е. Така. Што ќе порачате на сите оние кои што имаат некоја мака и кои што се наоѓаат во состојба како која што бевте и вие во февруари? Јас прво ќе им посакам на сите Господ нека им дава здравје и нека не доживуваат вакви лоши денови, да има кај секого здравје прво Господ нека дава и што сакам да речем? Но ако се случи, не дај Боже, да не се срамат да побараат помош, бидејќи постојат добри луѓе, добри организации, фондации кои што можат да им помогнат. Има добри луѓе, добри организации кои што стварно помагаат и многу од тоа што не можеш да замислиш дека може да ти помогне еден човек. Затоа сме луѓе да се помагаме. Затоа сме луѓе да се помагаме и добро што постојат вакви луѓе, што ни излагаат на патот, што ни помагаат во вакви неволји. За да може продолжиме да живееме. Да продолжиме понатаму со добри услови, да не се сеќаваме на лоши слики, да има и добри денови во кои ќе живееме спокојно. Ви благодарам и собирајте сила да издржите да доправите куќата, па ние ќе дојдеме повторно кога ќе биде комплетно се направено. Благодарам што дојдовте, што не посетивте, што ни давате голема храброст и волја да продолжите. И волја, да, така е. Тука сме секогаш за сите, па и за вас, нормално. Ќе сакам да погледнам што се случува во куќата и да се видиме со уште поубаво здание. Кога ќе се стават прозори, кога ќе се измонтериса, се ќе биде поинаку. Ќе се среди друго, ќе биде друг облик ќе има. Јас мислам до лето ова се ќе биде спремно. Па и ние да се надева. Кога ќе се стават прозори и кога ќе се направат зидовите веќе се ќе биде поинаку. И
паркет. И да, и ова треба нешто пак да видиме како ќе биде Се со мора поред да средства. стори, прво струја се тури, Се поред. да, па Да, струја. поред Водата. струја, вода, прозорците, Прозорите. прозори, речи, вратите. и- Врати. и- кој Не ќе може. има тоа, друго е. Така оди редот. После ќе се редот така е. мотериса, горе таваниве секако беа изгорени и таму треба гипс табли, материјал да имаме и за тоа треба. Веќе мириса на ново и Да. Мислам Допрва. дека нема да биде више тоа старото што беше да. изгорено. Сега нова куќа ќе биде. Сега ќе биде поубаво. Така, така. Секоја рака што ни подаде надеж досега ја носиме во срцето. Ако има луѓе што сакаат да ни помогнат и во доправката, ќе бидеме вечно благодарни. За нас тоа значи живот. Велат Трифуновски. А нивната приказна нека биде потсетник дека кога едно срце ќе изгори, 100 други можат да го исцелат. Семејството на Ерика и Здравко од планинското село Дулица ги допре срцата на многумина минатата недела во емисијата Срце на дланка. Како што видовме, тие живеат високо на врвот на планината, изолирани од светот, во многу лоши услови со своето мало бебе. Без пат, без греење и без пристап до лекарска помош, секој ден за нив е борба, а стравот дека ако бебето се разболи нема да стигнат навреме до болница, ги прогонува постојано. Хладното време, лизгавото земјиште си го направи своето и Да, моравме тука да стопираме. да, да. Ви сте- Условите се за живот многу страшни, нигде го тоа го нема ова што го ние живееме. Значи немаме вода за пиење, прво немаме вода за Па пиење. како, ситно? Имаме магаре имаме, носиме со смагарето вода, овдека одоздоле смагарето на туби носиме. Не знам на кој поправо да помогна, дали на бебето, дали на мајка ми, дали на татко ми. Со здравјето највише си имам проблеми. И жената ми исто, и она со здравјето проблеми си има. Има нека овца, има нека коза, има тоа. Чуваме. Значи овдека чуваме магариња, а одозгоре спиеме. Тубите Да, кај што горека спиете. со ни собите и Колку соби бебчето ни е имате? горе. Дека спие оно малото бебче. Овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве ја собата, те каква ни е собата, те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, Да, каде со да. маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Незините први денови, Првите- а вие, бога ми, доста Нигде, за измамачени. на никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Зашто плачеш? Жал ми е за детето ми е жал, не сакам да како би името да е у таква куќа. Абе, не мој бе синови, се го чуваме ние. Не сакам да крене на школа, да оде на школа, да има каде. Јас сам се тука мачила, па и моје сечето да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моето чедо тешко. Тешко е. Ја навикнана сам да седам, ама за детето ми е тешко. Нема како би името. Нема попрво да кажам
нема пемпас да го надам се со пелени, немаме пари, одека ни за пари свекорена пендичка зим. Ако купи ќе јадеме, еднаш по месечно оде за каменица, ако купи ќе јадеме, ако немате така ќе поглиждаме, никој нема да ни даде да јадеме. Тешко проведуваме, тешко и со него сега понапреш карпелив живот живееме додека не беше родено. После сега дали за него, дали за нас. 14.500, толку. Минималната 14.500 зима. Најмалата пензија, земјоделска пензија он има. Стара е куќата, многу е стара. Те там се крвата седне, тука свекоро седне и јас некогаш тука седам или момчето, ја у стола седам и јадеме. За прање на раце, нема перална. У корито се бањаме, нема купатило. Нема секи ден да се бањаме кога сакаме. Јас па отидам да искарам со смагарето за пиење. Ајде да наполниме малце вода за детето да однесеме, да има вода. Ајде да однесеме малце вода. Седи тука ти, јас да напунам и ќе ги однесеш до дома да ги оттераш. Пази. Те го тук. Чекай тубичката да ставиме. Еве тубата да напуниме. Да однесеме за дом. Ајде, слободно. Сега водата ќе одне. Ајде. Ето е завршено, напанено е тука. Мора пак тоа цревото да го ставиш тука, да затвориш. Има за утре пак да напуниш. Ајде пајто, да товариме тубите, ајде, закаснаме јас и ти се. Ајде да ги оттераш нагоре. Ќе не изеде некој врк, нагоре ќе не фане некој врк, што ќе направиме после бели? Да сипеш. Нивната единствена надеж е да се преселат во недовршената куќа што ја имаат во Виница, каде би можеле да создадат побезбеден дом за детето. По емитувањето на нивната приказна, социјалните служби ги посетија и ги предупредија дека мора итно да обезбедат подобри услови за живот, во спротивно постои ризик бебето да им биде одземено. Каде има во Виница? Што имате во Виница? Има една куќичка. Чива? На татко ми е. Куќичката ми ја дава на мене, ми ја даде. Куќичката, ама ништо не е средена. Таа куќичка там патот да ни се ослободи и бареме на купатило и на соба да ни среди. Повише не бараме. Струја има и вода има, ама пат немаме да си оеме, да си живееме, да сакаме. И да си стегнеме 2 собички купатило и ќе си одеме у Виница. По емитувањето на нивната приказна, многу хумани луѓе се одзваа на повикот и тргнаа кон дулица со полни раце. Семејството на Ерика и Здравко беше изненадено и длабоко трогнато, добија храна, облека, средства за хигиена и неопходни работи за бебето. Во тешките планински услови, секоја донација значеше надеж, топлина и чувство дека не се сами. Благодарни се од срце на сите што им помогнаа и ги поддржаа во најтешките моменти. Благодарение на големата хуманост и поддршка од добрите луѓе и средствата потребни за реновирање на куќата во Виница веќе се собрани. Семејството на Ерика и Здравко со голема радост и надеж ја чекаат следната фаза, наскоро ќе започне уредувањето на собите, со цел што побрзо да се преселат, се што посакуваат е топол дом, каде што ќе можат спокојно да ја градат и днината на своето семејство. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка од студиското издание во хотелот Лимак, каде што секогаш пречекуваме гости кои што имаат што да кажат кога е хуманоста и работата во прашање. И денес имаме одговорно лице, татко на уште една општина. Овој пат се одлучивме да биде тоа господинот Димче Атанасовски, кој што е градоначалник на општината Македонска Каменица, или како што тој знае да каже, најзелената и најчистата општина во целава земја. Добар ви ден. Добар ден и благодарам на поканата. Добро ли се изразив кога ја представив Македонска Каменица како најзелена и најчиста општина? Секако, да.
Таа уште може да видите некаде да ја сретнете под епитетот како Швајцарија во Република Македонија. Да. На кој што ние сите сме горди, не само јас како градоначалник, него секако и моите сограѓани. Тоа е така поради поставеноста, поради зеленилото, висината или? Република Македонија е факт дека имаме прекрасни предели сегде на ниво на целата држава, меѓутоа многу битно и нормално како ќе се грижите со своето катче, така да ние вложуваме многу. Инфраструктурата ни да планински предел, меѓутоа благодарение на директорот, ки го спомнам, Владко Димитровски и Камена река, кое што ни е јавно предпријатие, вложуваат максимални напори за македонска каменица да изгледа така како што изгледа. Така. Се вели љубизните зборови се кратки и нежни, меѓутоа нивното ехо е бескрајно. Денес ќе се обидеме со убави зборови да објасниме се за тоа како живеат граѓаните во вашата општина и колку вие и како досега во вашиот мандат се грижевте и се грижите за нив. А богами има што да се каже, има многу зборови да се употребат. Едни од тие работи кои што и мене најмногу ме погодува е што секогаш знаете да ставите акценти да им помогнете на социјално загрозените семејства. Помагате и на децата, помагате и на ранливите категории. Имате проект со кој што не сакате да има гладни во вашата општина. Што правите за оваа категорија на луѓе? Ние во Македонска каменица имаме, пред се градска кујна, со која обезбедуваме храна на лицата кои што не се во централното подрачје на каменица, туку се во руралните средини, има обезбедено превоз и на тие истите лица им се носи храната до дома. Имаме социјална програма за исто така за социјално ранливи категории од повозрастните категории, пензионери, каде што и даваме социјални пакети, исто така имаме мерки за дечињата. Имаме прекрасна зграда, дневен центар, каде што се собираат сите дечиња со пречки во развојот и се таму згрижени. Ние оваа година купивме и возило, специјално наменето за таа категорија на дечиња. За каде ги пренесувате? Ги носиме од дома до дневниот центар, со бесплатен превоз, обезбеден од општината. За да можат да бидат социализирани, анимирани во текот на денот. Ги пренесувате децата од дома до дневниот центар и назад и се социализирани и се во тој поглед анимирани во текот на денот. А и тоа е олеснување за нивните родители. Многу, да. И факт е дека е од голема помош, затоа и ние даваме се од себе колку што можеме да ја олесниме. Сепак тоа бара многу грижа за тие дечиња и време посветено, сепак ние во овој век знаеме дека и премногу обврски има и од другата страна, каде што родителите имаат потреба да излезат и да работат, да допринесат, така да ние со тоа им овозможуваме да имаат барем дел и за себе, да посветат на себе и на грижата околу семејството од другата страна, не само конкретно кон детето што има потреба. Така. Имате во план реконструкција или реновирање на многу простори. Дел од тоа е нова општинска зграда и уште нешто? Да, сега планираме во 25-та година да започнеме новата општинска зграда, бидејќи сега во таа што се наоѓаме моментално планираме за неа други намени, конкретно и вклучувајќи ги лицата кои што збориме сега се во руралните средини, а се сами, бидејќи знаете вие поради миграцијата многу наши млади луѓе се по странство за жал, па за тие луѓе и нема кој многу да води грижа, па би сакали истата таа зграда да ја пренамениме, да бидат луѓето што поблиску до здравниот дом и поблиску до роднините кои што ќе можат да им излезат во пресред, да не бидат сами. Тука, да. Сегашната општинска зграда е блиску до здравствениот дом? Да, таа е во центарот на Македонска каменица. Ќе го реновирате и здравствениот дом? Планираме реконструкција, комплетна на кровната конструкција и на столаријата да реконструираме оваа година, да. А имате ли увид или направена анализа колку се тие останати по планинските села луѓе кои што треба да ги сместите во таа нова зграда? Па не повеќе од 100 луѓе да бидам. Искрен, бидејќи ние секако и секоја година и за Божик и за Нова година и кога има некои поважни празници им носиме тие социјални пакети, така да редовно се посетени од нас. Исто така преку UNDP заедно со невладиниот сектор работиме на проекти кои што ќе бидат на таа тема грижа за постари лица, во кои што ќе бидат вклучени
на раквици електронски, каде што ќе бидат цело време следени тие лица, тоест нема да бидат сами, него цело време 24 ќе бидат под надзор, 24 часовен надзор. И ќе имате увид доколку нешто им треба или се во Да, и опасност? доколку има некаква потреба, секогаш ќе бидат достапни и ќе може да повикаат стручно лице. Тоа е одличен проект. Верувам дека ќе нема негативни случаи. Кога сме кај Македонска каменица, неудамна екипата на Срце на дланка сними едно семејство. И морам да кажам дека за прв пат бевме во Македонска каменица на снимање во овие 5 сезони од колку што трае емисијата. И јас тогаш и прв пат се запознав со вашата општина, но бевме во село Дулица. Тоа е, знаете, село кое што сигурно се го посетиле мал милион пати и таму ни се пријави едно семејство во кое што има 5 члена. Таткото и мајката, кои се веќе во години, 70 годишни луѓе, и младиот Здравко, кој што има само 29 години, и неговата сопруга 22 години. Значи, тие се млади, се лица со попреченост, учеле во специализирано училиште, меѓутоа одлучиле да се заедно, да основаат семејство и сега имаат едномесечно бебенце. Меѓутоа, проблемот е што на ова семејство условите за живот му се многу лоши. Тие живеат во селото и тоа на добри 20 минути возење од почетокот на селото. Во куќа која што е пред распаѓање и која што нема ниту патос, ниту соодветен таван, ниту по услови за гледање на млад живот тука. Навистина многу не трогна таа историја, сите нас, верувам и публиката, а верувам и вас. Секако. Не знам дали се сеќавате или... Го знам, Здравко Гуцевски, бидејќи јас по вокација сум наставник, така да му предав на истото лице. Ја знам ситуацијата во која што се наоѓаат, навистина е многу тешка. Пак ќе речем, ние како општина даваме максимум од себе, се што можеме да им излеземе во пресред на тие млади брачни парови. Покрај тие еднократни помошти се трудиме да видиме и со нивното пред се работни ангажмани, дали се некаде вработени или не вработени. Не се во состојба, мислам. Да. Или можеби некоја полесна работа. Се трудиме да им помагаме и на нив, знаеме во каква ситуација се, меѓутоа вие самите знаете дека има многу случаеви каде што треба да излеземе во пресред, меѓутоа сепак и ние сме и ограничени, нели, како општина, без разлика на секога работите со јавни пари, не ни можете да правите се што ќе посакате, него се што е во рамките на законот. Така да јас од се срце би сакал и ќе му помагам нормално, не само на Здравко, на повеќето вакви семејства. Посебно млади брачни парови. Да, убаво би било, барем додека тие имаат куќа во Виница и... Ние сега сме во план, некни премиерот на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски, даде изјава во Штип. Ние веќе имаме една социјална зграда во Македонска каменица и во план сме ставени во програмата дека ќе се прави и нова социјална зграда, така и од таа гледна точка ќе гледаме да излеземе во пресред на тие граѓани. Тоа би било добро. Имаме и уште неколку пријавени семејства од таму. Ќе бидеме во контакт за да може да ги згрижиме барем оние кои што имаат храброст кај нас да се пријават, а верувам ќе најдат на одговори од општината. Меѓутоа, ова семејство конкретно што нас не засега, на Ерика и на Здравко, тие имаат куќа, таткото е направил куќа која што е во Виница, меѓутоа нема пат до таа куќа и треба да се реновира за нивните услови. Тоа е голем залак и поради тоа седат во таа куќа и во тоа село каде што вода носат со магариња се уште. Да, немаат водовод и канализација и е навистина тешко. Верувам дека и во иднина ќе имаме добри координации во врска со социјално загрозените случаи и дај Боже да се изградат вакви простори и згради, бидејќи ќе треба за народот, а дај Боже за стари лица да се може тоа да го евидентираме и ние, како емисија и како проект. Што друго ви е план во оваа 2025 година, кога е вашето работење и мандат во прашање? Па моментално морам да ви признам дека се работи на повеќе локации, работиме на инфраструктурата, значи на патишта, водоводи, канализации, иако јас морам да признам дека како градоначалник ќе бидам пресреќен кога ќе работам на капитални проекти во интерес на младите, за посовремени проекти. За жал, ние сме се уште, да не речам заглавени во ситуација да се пофалиме во наводници дека правиме пат или водовод и канализација во 21 век, што навистина и не е многу за фалење.
целта не би била кога ќе зборуваме како и претходно што рековте да имаме што помалку случаеви кои што се од социјално ранливата категорија, туку дека ќе работиме на проекти кои што ќе ја градат нашата иднина и на иднината на нашите млади во Македонска каменица. Целта ми е тоа, имам уште мал процент неасфалтирани патишта, да бидам искрен, некаде околу 20% на ниво на цела каменица, така да се надевам дека после 25-та ќе се фокусираме буквално на животот на младите, како да ги задржиме кај нас во општината. Имаме направено локално-економски развоен план со кој што планираме, сега веќе е вклучено и фондација на Рудник Саса и веќе е пуштен повикот во јавност. Целта ни е младите да ги насочиме како да можат да заработуваат. Значи, дали да отворат своји мали бизниси, на кој начин да допрат до тие странски фондови, значи едукација на секое поле, како да дојдеме до финансиски средства и да покажеме дека нашата држава е место каде што може да се обстојува, не мора да бараме среќата по странство, што за жал сега самите можете да заприметите дека е на тоа би било најдобро нешто. Да. И за постарите, бидејќи ќе им видат тука децата, но и за младите, да имаат, нели, зошто да устанат, сепак дома си е дома. Верувам дека ќе ви се исполнат плановите, дека ќе ви се реализираат сите, нели, зацртани цели и мислам дека има прилики, ќе соработуваме за случаите кои што ќе ги обработиме во Срце на дланка и дај Боже Македонска каменица да ја водите уште долго и да ја направите и онака како што ја, нели, парафразирате, современа урбана општина Македонска каменица. Ви благодарам и се надевам дека ќе се гледаме постално и ќе работиме на случаевите да бидат што помалку случаеви од социјално ранлива категорија и пред се да ви се заблагодарам уште еднаш на вашата покана за вашата прекрасна емисија. Се надевам дека ќе се видиме повторно и ќе ве очекувам да дојдете во општина Македонска каменица нормално и таму да направиме некоја емисија. Благодарам. Секако ќе дојдеме на повикот. Драги мои, не треба да им судиме на луѓето, бидејќи така го губиме времето за нивно сакање и љубење. Треба секогаш да бидеме со насмевка кон нив, бидејќи само добрината е чекор кон емпатијата. Ајде да бидеме добри, хумани, емпатични и да им помагаме на сите кои што ќе ни се најдат на патот, затоа што нашата малку некому може да значи се. Еден студен февруарски ден огнените јазици ја проголтаа скромната куќа на гостиварското село Трифуновски, а само неколку недели подоцна новата куќа е веќе изградена до карабина. Од кога се емитуваше емисијава Срце на дланка, сме благодарни. Почна многу работи, имаше прилив на сметката, имаме пари за мајстори, преку фирми исто имаме прилив на пари. Семејството е пресреќно и бескрајно благодарно. Велат се што изгубивме, повторно го добивме преку човечноста на нашите сограѓани. Многу е изработено, се е сработено ново, иззидани зидовите, кроводи е ставен. Семејството на Ерика и Здравко беше изненадено и длабоко трогнато. Благодарение на големата хуманост, средствата потребни за реновирање на куќата во Виница се веќе собрани. Наскоро ќе започне уредувањето на собите со цел што побрзо да се преселат и да започнат нов, посигурен живот со своето бебе.